Од 25 кандидати за градоначалници кои ја добија довербата од Мицкоски и партискиот врв на ВМРО ДПМН е во првиот круг, 22 веќе ги водат нивните општини во изминативе 4 години, додека тројца кандидати се за општините Чучер, Сандево, Делчево и Берова, каде ВМРО ДПМН не е на власт, туку коалицијата на СДСМ. Во поголемите општини за нов мандат од ВМРО ДПМН ќе се борат досегашните градоначалници во Охрид Кирил Пецаков, Штип Иван Јорданов, во Битола Тони Коњановски, во Велес Марко Колев, Кавадарци Митко Јанчев, Гевгелија Андон Сарамандов. Од скопските општини шанса за втор мандат добија актуелните градоначалници на Аеродром Дејан Митески, Бутел Дарко Костовски и Ѓорче Петров Александар Стојковски. Со актуелни градоначалници, ВМРО ДПМН ќе се бори за локалната власт и во повеќе од 10 помали општини. Сите кандидати предложени од ВМРО ДПМН водат 4, а во некои општини 5:1. Во владеачката партија се уште се размислува со кој адут ќе настапат за градоначалник на град Скопје. Во игра се повеќе имиња, а како фаворити за таа позиција досега се споменуваа министерот за локална Златко Перински и градоначалниците Орце Ѓорѓиевски и Бобан Стевковски. Неизвестно останува и дали ВМРО ДПМН ќе го поддржи лидерот на коалицијскиот партнер ЗНАМ Максим Димитриевски за уште еден мандат во Куманово или ќе оди со свој кандидат. Во тие калкулации е и кандидатот за општина Центар, дали ќе биде на ВМРО ДПМН или ЗНАМ, или можеби ќе поддржат независен кандидат. За Центар како можна независна кандидатка се споменува поранешната пратеничка и советничка во град Скопје од СДСМ Софија Куновска, која во вчерашната самовистина потврди дека има поддршка од дел од жителите на општината, но се уште нема донесено конечна одлука. Точно е дека има шпекулации за моја кандидатура, точно е дека имам силен притисок од граѓаните на општина Центар да бидам нивни кандидат, но доколку тоа се случи, тоа би била независна кандидатура, бидејќи јас од 2016 година, откако го пасивизирав моето членство во Социјалдемократскиот сојуз, останувам социјалдемократ по убедување, но делувам како независен граѓанин. Ниту од СДСМ, ниту од ДУИ не добивме одговор кога планираат да ги објават имињата на нивните градоначалнички кандидати и дали на листите ќе се најдат позвучни имиња. За сега од СДСМ се известни кандидатурите на актуелните градоначалници Горан Герасимовски за општина Центар и на Томе Христоски за Крушево, а можно е поддршка за уште една изборна трка да добие актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски.